И ете сме назад во студиото 3 на Македонската радио телевизија. Време е за новиот час од утринската програма Македонија наутро. Велам добро утро за вас кои што во овие моменти станувате дел од јавниот сервис. Продолжуваме со најавените теми, следуваат две линковски вклучувања од Битола и од Куманово. Нашите колеги дописнички веќе најавија за што можеме да очекуваме дека ќе разговараат. Добро утро велам за Александра, тема спорт, 2,5 децении браќата близнаци Методија и Михајло Илиевски од Битола се дел од ракометот. Кариерата ја започнуваат како ракометари, денес се познати како успешна судиска двојка која суди надпревари од Европската ракометна федерација. Утро во првото утринско битолско кафе, колешката Александра ќе го испие со нашите гости и во еден убав и пријатен разговор. Александра, добро утро. Токму така, Ване, добро утро по втор пат. Патот од Битола до меѓународните арени не е воопшто лесен, но тоа не е случај и за браќата Илиевски, битолската судиска двојка ракометна, која што го носи македонскиот спорт чекор напред. Денес утрово со Михајло и со Методија Илиевски ќе откриеме приказната која што се крие позади судиското свирче. Им посакувам добро утро на Михајло и на Методија Илиевски. Разговорот ќе го започнеме со Михајло. Повеќе од 2 децении сте вклучени во ракометот, на почетокот како ракометари, потоа и како суди. Што ве мотивираше да изберете оваа судиската улога? Добро утро што еднаш да кажам, поздрав до гледачите. Значи, пред се Битола можеме да кажеме еден од најголемите спортски градови во Македонија. Многу посетеноста како уште мала рана возраст надпреварите на пратење на ракометниот клуб Пелистер, потоа приклучување кон нивните школи. Од таму се роди, научувајќи ги тајните на ракометната игра, се роди желбата се приклучиме и да бидеме едни од дел од актерите во ракометниот свет, со да се занимаваме малце со судиската страна, луѓе кои делат правдата, каде што почнувајќи првен јас се приклучувам, потоа се приклучува мојот брат, па тука сме каде што сме до денес и ту пловиме во меѓународните води. Кои беа најголемите предизвици со кои што се соочивте на почетокот? Секој предизвик си има своја тежина, значи дело на припремање на каде што мораш да се жртвува само себе си, да си поставиш цели, да ги постигни своите предизвици, меѓутоа сметам дека доколку секој си има своја цел, патот е тежок до успехот, меѓутоа секој може да успее. Како работите на усовршување како двојка? Имате ли посебни тренинзи, анализи? Како се подготвувате? Како двојка, да, се подготвуваме. Имаме по 2-3 неделно тренинзи, пратење на утакмици што во нашата земја, што надвор, разговарање за утакмиците, се со цел да бидеме, да речем, да одржуваме кондицијата, само за што напред и подобар успех да имаме. Дали сето тоа го правите заедно или и поединечно се надоградувате и усовршувате? Кога заедно, кога поединечно, меѓутоа поголемиот дел го правиме заедно, како двојка. Што мислите дека треба да се подобри во системот на обука на судиите во Македонија? Секоја година за се подобро да биде поусовршена ракометната игра и да биде побрз ракомет и подинамичен, се додаваат нови правила, но ние тоа го совладуваме со тоа што нашата ракометна федерација ни овозможува преку семинари, преку разговори, преку гледање на видеа да ја постигнеме таа цел за која сме тргнати. Кој надпревар бил најпредизвикувачки како двојка? Дали чувствувате дополнителен притисок кога судите на битолските екипи? Секој надпревар своја тежина, меѓутоа да, посебно кога си пред битолската, пред својата публика, меѓутоа можеме да кажем дека тука постои некоја позитивна, како да кажем, возбуда, да, која не прави да бидеме поиќе сконцентрирани и по совршено 100% да не речем да се води тој надпревар посконцентриран, да биде успешен надпревар завршен. Значи сепак најтежок надпревар за судење е кога играат битолските екипи. Најпоќе пред својата публика, пред битолската публика. Ти благодарам. Од 2021 година ја добивте довербата да бидете меѓународни судии во ЕХФ. Тежок ли беше патот да се стигне до тука, Методија? Апсолутно дека е тежок патот. Најнапред треба да
се етаблираш пред своите, пред Ракометната федерација, пред своите колеги, пред својата фела, да бележиш позитивни оценки, позитивни резултати во работата која работиш и на крајот да добиеш покана на предлог од Ракометната федерација, да добиеш покана да бидеш дел од меѓународната ракометна сцена. Колку време сте? Веќе петта сезона сме во Европа, а веќе скоро 20 години во Македонија. Дали е полесно или потешко да се суди со својот брат? Кои се најголемите предности како братска судиска двојка? Мислам дека има сериозна позитивна предност, затоа што пред се познаваме доволно и, како да кажам, доволно сме блиски, нашето секојдневие е заедно. Видете, во еден надпревар секој човек влегува со ентузијазам и желба што подобро да заврши својата работа. Меѓутоа, ние сме на крајот ден од луѓе кои имаме позитивни и негативни денови, нормално секој не е расположен секој ден и така да во даден момент кога некој не се чувствува, да кажам, спремен, другиот презема одговорноста и така натаму, значи се наполнуваме во секоја смисла. Значи сепак е предност тоа што сте браќа. Апсолутно, да. Дали постои некоја неизговорена комуникација која што само браќата ја разбираат? Таа интуиција кога на некој му е тешко, кога некој се чувствува неподготвен и така натаму, другиот да преземе одговорноста за целата работа да би завршена. Колку е важна технологијата во ова модерно судење? Модерната технологија, модерните трендови, електронската комуникација, ВАР системот за гледање на специфични надпревари, можам да кажам и како ја олесна нашата работа, кога ние бевме почетници и почнавме да судиме. Пред 20 години тој систем тогаш почнуваше да се воведува, не беше тој систем спроведен, сега веќе тоа е секојдневие, но задолжително морална обврска да биде со нас делот на модерниот технологија. Јас сум сигурно убеден дека многу ни помогнува во делот на носењето одлуките во специфичните моменти. И за крај, на кој надпревар од кариерата сте најмногу горди? Има неколку надпревари, меѓутоа можам да извојам два. Тоа е четвртфинале во Европскиот куп минатата година, кој ни беше доделено да го судиме од Европската федерација, и пред еден месец надпреварот во Скопје во Јане Сандански, Вардар Пелистер, кој исто така ја завршиме својата задача на едно солидно ниво. И за крај само уште едно прашање екстра. Кои се вашите најголеми цели како судиска двојка? Дали имате амбиција за повеќе европски меѓународни надпревари? Да, можам да кажам да. Што подолго да имаме подобра кариера, како домашните првенства, така и во меѓународните првенства, да се одржиме подолго на сцената. Благодарам многу за одвоеното време и за приказната која што ја пренесовме и раскажавме на нашите гледачи. Можеме да кажеме дека во спортот, каде што страста најчесто ја надминува разумноста, браќата Илиевски остануваат пример за професионалност, дисциплина и спремност. Нивната приказна покажува и потврдува дека и она што од Битола одамна го знае, дека недобрите не се раѓаат и не се создаваат случајно, туку се создаваат со голема љубов, посветеност и семејна хемија која што ја има помеѓу овие двајца браќа. Ване? Александра, сега знаеш кој би бил поздравот, сигурно ќе се испиете по едно убаво битолско кафе, предпоставам утринско. Токму така. Благодарам многу за вклучувањето. Беа тоа нашите колеги Александра Максимовска и Дејан Младеновиќ со второ линковско вклучување од Битола, заедно со оваа наша судиска двојка, односно браќата близнаци Методија и Михајло Илиевски од Битола, кои што се дел од надпреварите од Европската ракометна федерација.